Јас сум оно дете. Учиме за робот. Здраво, умни деца! Умно дете ми кажа дека сте сакале да научите за мене. Епа, сега ќе ви објаснам. Зборот робот доаѓа од чешкиот јазик. Во 1920 година, еден писател од Чешка, Карел Чапек, напишал театарска представа во која имало вештачки луѓе или машини што работеле за вистинските луѓе. Така, еден лик во приказната ги нарекол роботи, што доаѓа од глаголот работи, исто како и на македонски јазик. Тоа значи работа или присилна работа. Од тогаш зборот се проширил низ целиот свет и денес сите го користиме. Што е робот? Робот е машина што може сама да прави нешто. Но не затоа што има мозок, туку затоа што луѓе ја научиле што да прави. Како што ти ги слушаш тато и мама кога ти велат нешто да направиш, така и роботот ги слуша компјутерските наредби. Еве какви се роботи има. Има роботи да извршуваат домашни задачи, како да чисти како правосмукалка. Има други роботи кои што помагаат во фабриките и прават автомобили или телефони. Има и медицински роботи кои помагаат на докторите при операции. А има и вселенски роботи. Се движат таму каде што човек не може лесно да оди или каде што е премногу опасно. А има и забавни роботи за игра и учење, а некои можат и да пеат, танцуваат или зборуваат. Некои роботи изгледаат како луѓе. Тие се викаат хуманоидни роботи, а некои личат на животни. На 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 на. Там там тарам там 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 тарам там там. А како работи роботот? Па има сензори. Тие му помагаат да гледа, слуша, например, да знае кога има пречка пред него. Негов мозок е компјутерот внатре. Таму се чуваат сите наредби. Има моторчиња и делови што се движат за да оди, подига, врти или чисти. А ти какви роботи познаваш? Знаеш, не кажавме за роботот кој помага во градина, кој сам коси треба. Си го видел? А ти каков робот би направил? Ајде, размисли, направи еден и се слушаме повторно. И чао, чао, довидување!